објаснување од страна на министерот, но со сето ова што го кажавте, нема да се подобри состојбата во образованието. Значи, ќе мора по-конкретни чекори, по-храбри да спроведете, со самата констатација ваша, дека немало на огласот пријавени автори за учебници. Има показател катастрофална индиција во образованието, дека ние и во иднина ќе немаме учебници. Значи, знаете како, ако сакате да уништите една држава, велат уништите го образованието и ние сме на добар пат да биде уништена државата. Впрочем, сето тоа го правите откако сте на власт. Наместо да говориме ние за квалитет на образованието, ние говориме за недостиг на учебници и за мизерни плати на наставниците. Како да очекуваме наука и како да очекуваме нашите универзитети да бидат рангирани на Шангајската листа, кога платите на професорите на природно-математичкиот факултет се 600 до 700 евра, што е под секое ниво. Во порталите минатава недела имаше дека 150 ученици не се вратиле во училиштата во Штип и Кочани, бидејќи се одселиле. Знаете како, тие тргнале по новите патишта што ги најавивте од 1300 километри кон европската иднина. Јас укажувам на проблеми и низа укажувања од страна на незадоволни родители, наставници и ученици, кои што не гледаат иднина, односно кои што нема светло на крајот од тунелот дека ќе се поправи состојбата. Од ова вие што го кажавте, ке овака, ке онака, вие досега во нормална држава да бевме, најмалку што требаше да има одговорност од тие што ви ги набројав сите вклучени во делот за креирање и за печатење на учебниците, првенствено од вас како министер. Значи, треба да чувствувате првенствено вие одговорност. Инаку ќе направиме ова, ќе направите она, не проаѓа кај граѓаните. Јас не сум задоволна од одговорот и немам дополнително прашање. Благодарам. Одговор на второто прашање.